Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Во денешното проучување ќе ги обработиме следните две глави од прва книга Самуилова, односно глави 18, 19 и дел од глава 20. Главниот лик во текстот кој е пред нас е Давид. Минатиот пат размислувавме за случката во која Давид го победи Голијат. Причината поради која не обрнав многу внимание на тој настан е фактот што е многу познат и претпоставувам дека повеќето од вас сте запознаени со истиот. Има голема разлика помеѓу Давид и Самсон, кој е исто така старозаветен лик од Библијата. Самсон се однесуваше кон филистејците како кон пријатели, а Давид знаеше дека се непријатели. Како што филистејците беа непријатели на израелците, така и светот денес е непријателски настроен кон христијаните. Давид го победи Голијат со вера во Господ, и токму тоа е единствениот начин на кој христијаните можат да го победат светот. Во 1 Јован 5:4 апостолот Јован вели дека верата е таа која го победува светот. Има и други нешта кои можат да се научат од битката помеѓу Давид и Голијат. Тоа што треба да го имаме на ум е дека кога ќе се соочиме со овој свет, важно е да го следиме примерот на Давид и да го правиме тоа во името и силата на Господ. Само така ќе успееме да му се спротиставиме на светот и неговите напади. Глава 18. Давид и Јонатан прават завет. Во глава 18 се среќаваме со Јонатан, еден од синовите на Саул, кој се покажа како многу подобар човек од татко му и беше верен пријател на Давид. Нивното пријателство е едно од најдобрите во Библијата, и кога читате колку биле блиски, посакувате и вие да имате таков пријател во животот. Јонатан го препозна повикот на Давид да биде цар и на секој начин се обидуваше да му помогне да зачекори во тој повик. Како што минуваше времето, Саул стануваше се пољубоморен на Давид и затоа се обидуваше да го погуби. Тоа е особено очигледно во главите кои ќе ги обработиме денес. Ќе го прочитам првиот стих од глава 18. Кога Давид го заврши разговорот со Саул, душата на Јонатан се приврза до душата негова и Јонатан го засака како својата душа. Причината зашто Јонатан го засака Давид како своја душа е бидејќи двајцата беа слични по карактер и имаа исти интереси. Токму затоа и станаа најблиски пријатели. Блиските пријатели се едни од најважните луѓе кои ќе ги имате во животот. И затоа треба мудро да ги бирате. Забележете што пишува во стих 2. И тој ден Саул го задржа и не му дозволи да се врати во домот на татко му. Од овој момент, Давид стана јавен лик во Израел и неговиот живот беше отворен за јавноста се до самиот крај. Стих 3. А Јонатан склучи сојуз со Давид, бидејќи го засака како душата своја. Од моментот кога Давид го победи Голијат, и Јонатан имаше можност да се запознае со него, овие двајца останаа најдобри пријатели, се до денот кога Јонатан беше убиен во битка. Стих 4. Јонатан ја соблече горната облека своја што беше на него и му ја даде на Давид, исто така и другата облека своја, и мечот свој, и лакот свој, и појасот свој. Давид беше облечен како момче од село, бидејќи потекнуваше од таква област. Се до моментот кога се бореше со Голијат, единствената професија која Давид ја имаше во животот беше чувањето овци. Кога Јонатан забележа дека Давид е повикан за нешто многу поголемо и дека неговата иднина е во палатата, тој ја соблече својата облека и му ја даде на Давид. Стих 5. А Давид постапуваше разумно насекаде, каде и да го испратеше Саул. И Саул го направи началник над војските, и тоа му се допадна на сиот народ и на слугите Саулови. Според тоа што го прочитавме, очигледно е дека Давид имаше одредена харизма, поради која луѓето го сакаа и го прифатија. Божјата благонаклоност беше со него и тоа им беше јасно на сите. Тој не само што имаше добро срце, туку и неговата надворешност им беше привлечна на поголемиот дел од луѓето. Сето ова значеше дека Саул имаше конкуренција и тоа воопшто не му се допадна. Саул е љубоморен на Давид. Стихови 6 до 9. Кога одеа, привраќањето на Давид од победата над филистеецот,
жените од сите израелски градови излегуваа да го пресретнат царот Саул со песни, игри и радосни извици, со тимпани и кимвали. И жените што играа и пееа, говореа: Саул победи илјади, а Давид десетици илјади. Тогаш Саул многу се огорчи. Непријатни му беа тие зборови, па рече: на Давид му дадоа десетици илјади, а мене илјади. Му недостига само царство. И од тој ден Саул гледаше на Давид со завидливи очи. Саул стана љубоморен на Давид, бидејќи жените пееја подобри песни за Давид, отколку за него. Тоа беше моментот кога царот свати дека мора да се ослободи од Давид, доколку сака неговата власт да се зацврсти. Колку повеќе растеше славата на Давид, толку повеќе се намалуваше популарноста на Саул. Стих 10. И се случи на другиот ден, лошиот дух што му го испраќаше Бог да го нападне Саул. И тој беснееше во куќата своја, а Давид свиреше со раката по струните, како и во другите денови. А Саул во раката држеше копје. Ова е навистина драматична сцена. Од една страна во просторијата е Давид кој свири на харфата. Од друга страна е Саул, кој при рака го има своето копје. Давид свиреше на харфата, но постојано гледаше во копјето. Причината за тоа е повеќе од јасна. Саул беше нестабилен човек и Давид не можеше да му верува. Стих 11. И го фрли Саул копјето, помислувајќи си: ќе го приковам Давид зад зидот. Но Давид два пати се истргна од него. Саул сакаше да се ослободи од Давид. Давид го знаеше тоа и затоа постојано беше на штрек. Во наредните стихови пишува како Саул свати дека Давид се однесува мудро и затоа уште повеќе му беше страф од него. Стих 16. А целиот Израел и Јуда го засакаа Давид, зашто тој излегуваше и влегуваше пред нив. Народот го засака Давид бидејќи препознаа каков човек е тој. Од друга страна, Саул постојано размислуваше како да го убие, а без притоа народот да се побуни против него. Дел од планот на Саул беше да го ожени Давид со ќерка му и да го направи царски зет. Не знам зошто, но царот претпоставуваше дека на тој начин ќе може некако да се справи со Давид. Давид се согласи да стапи во брак со Михала, ќерката на Саул. Ова беше неговата прва жена, а во текот на животот тој ќе има уште неколку. Да напоменам, самото тоа што во Библијата пишува дека Давид имаше повеќе од една сопруга, не значи дека Бог го одобри тоа. Во стих 20 пишува дека ќерката на Саул, Михала, го засака Давид и тоа му стана пријатно на Саул. Моje лично мислење е дека љубовта на Михала кон Давид беше телесна, а не искрена и вистинска. Како го знам тоа? Неколку години подоцна, токму Михала го презираше Давид и се срамеше од него. Така што, можеме да бидеме сигурни дека нејзината љубов беше привремена и водена од похота. Кога Саул дозна дека Михала чувствува некаква привлечност кон Давид, тоа му се допадна и направи се што можеше за да му ја намести за сопруга. Давид стапи во брак со неа, но нивниот брак воопшто не беше успешен. Тоа е уште еден од доказите дека Давид не беше совршен човек, туку некој кој на моменти направи катастрофални животни одлуки. Глава 19. Саул повторно се обидува да го убие Давид. Доаѓаме до глава 19, каде повторно читаме дека Саул се обиде да го убие Давид. Не знам што друго можеме да очекуваме од човек кој толку многу застрани од вистинскиот пат, што авторот на оваа книга вели дека го измачуваше зол дух, односно беше под влијание на демонски сили. Да почнеме со читање и проучување на оваа глава. Со оглед на тоа што сме ограничени со време, ќе мораме да ја поминеме на брзина. Слушнете што пишува во првите два стиха. Саул му говореше на синот свој Јонатан и на сите слуги своји да го убијат Давид. Но Сауловиот син Јонатан многу го сакаше Давид. Јонатан му кажа на Давид и рече: татко ми Саул сака да те убие. Затоа, пази се утре, сокри се и биди на тајно место. Јонатан му рече на Давид: оди си што побргу од тука, бидејќи тука, во палатата, твојот живот е во опасност. Стихови 3 и 4. Јас пак ќе излезам и ќе застанам до татко ми на нивата, каде што ќе бидеш ти, и ќе му позборувам на татко ми за тебе. Што ќе разберам, ќе ти соопштам.
Јонатан му говореше на татка си Саул добро за Давид, велејќи му да не греши царот против својот слуга Давид, зашто тој во ништо не сгрешил против тебе и делата негови се многу корисни за тебе. Јонатан како да му вели на Саул: Давид не само што не ти мисли лошо, туку и ти помага секогаш кога ти е потребно. Нема потреба да го убиеш. Стихови 5 до 7. Тој ја изложи душата своја на опасност за да го порази филистеецот. И Господ изврши големо спасение за сиот Израел. Ти го виде тоа и се радуваше. Зошто сега сакаш да сгрешиш против невина крв и да го убиеш Давид без причина? И Саул го послуша гласот на Јонатан и се заколна Саул. Се колнам во Господ, Давид нема да умре. Тогаш Јонатан го повика Давид. Му ги соопшти Јонатан сите тие зборови и го доведе Јонатан Давид кај Саул. И тој беше кај него, како и порано. Давид се врати во царската палата, но немаше мир додека беше таму, бидејќи знаеше оти животот му е во опасност. Стихови 8 и 9. Почна пак војна и излезе Давид. Пак се биеше против филистејците и им нанесе голем пораз, и тие бегаа од него. И лош дух од Бога го нападна Саул, и тој седеше дома со копја во раката, а Давид свиреше со рака по струните. Еве уште една драматична сцена. Давид свири на харфата, а Саул го има при рака своето копје. Давид знаеше што ќе се случи следно и затоа беше подготвен да бега. Слушнете што пишува во следниот стих. Саул сакаше да го прикове Давид со копјето зад зидот, но Давид одскокна од Саул и копјето се забоде во зидот, а Давид избега и се спаси таа ноќ. Очигледно е дека животот на Давид беше во опасност бидејќи Саул сакаше да го убие. Иако му беше зет за керка, сепак сакаше да му го одземе животот. Стихови 11 до 17. И испрати Саул слуги во куќата на Давид да го пречекаат и да го убијат до изутрината. Тогаш му рече на Давид жена му Михала: ако не ја спасиш душата своја оваа ноќ, утре ќе бидеш убиен. Тогаш Михала го спушти Давид низ прозорецот и тој отиде, избега и се спаси. А Михала зеде една статуа, ја стави во леглото, а на перницата стави козја кожа и ја покри со облека. И Саул испрати слуги да го фатат Давид, но Михала рече: болен е. А Саул испрати слуги да го видат Давид велејќи: донесете ми го на леглото за да го убијам. Дојдоа слугите и ете, во леглото статуа, а на перницата козја кожа. Тогаш Саул и рече на Михала: зошто ми излажа така и дозволи мојот непријател да избега? А Михала му одговори на Саул: тој ми рече: пушти ме, инаку ќе те убијам. Со други зборови, таа рече: ако не му дозволев да избега, тој ќе ме убиеше. Стих 18. Давид избега, се спаси, дојде кај Самуил во Рама и му раскажа се што прави со него Саул. И тргна со Самуил и се запреа во нават во близина на Рама. Не само животот на Давид, туку и животот на Самуил можеше да биде во опасност, бидејќи тој е човекот кој го помаза Давид за цар. Очигледно е дека Саул беше љубоморен и затоа се обидуваше да ги спречи оние кои беа подобри и поуспешни од него. Од овој момент натаму, Саул постојано ќе го гони Давид и нема да престане се до денот на својата смрт. Глава 20. Јонатан му помага на Давид да избега. Јонатан, синот на Саул, ја покажа својата почит и грижа кон Давид со тоа што го заштити од својот татко. Тоа е една од главните теми во глава 20. Јонатан му потврди на Давид дека татко му е навистина гневен и дека сака да го убие. Но не само што му ги кажа плановите што ги имаше Саул, туку и му помогна на Давид да избега. Со тек на време, Саул забележа дека и неговите деца, ќерка му Михала и син му Јонатан, го штитат Давид и се спремни да направат се што можат за да го спасат неговиот живот. Ќе го прочитам првиот стих. Давид избега од Нават, кој е кај Рама, и дојде, па му рече на Јонатан: што направив јас? Во што сум виновен? Со што сгрешив пред татко ти, да ја бара душата моја? Давид беше во право што ги поставуваше овие прашања. Тој навистина во ништо не сгреши против Саул, а Саул се обидуваше на секој начин да го убие, бидејќи веруваше дека со тоа ќе ја зацврсти својата позиција на престолот. Саул ја извршуваше функцијата на цар,
но воопшто не се однесуваше како што треба. Причината пак зошто воопшто стана цар е бидејќи народот побара да има цар, а не зашто Бог сакаше да им даде цар. Целата оваа ситуација требаше да ги замисли израелците во однос на тоа што сакаат и што бараат од Бог, бидејќи нивната молба не резултираше со добри последици. Оваа порака има примена и за нас денес. И ние треба да бидеме внимателни во однос на нештата кои ги бараме од Бог. Наместо да трчаме пред Него и да му даваме предлози што треба да направи во нашите животи и како треба да не благослови, добро е да научиме да се понизиме пред Него и да веруваме во Неговата мудрост и во Неговото време. Некои луѓе велат, зарем не е прекрасно тоа што Бог одговара молитви? Мојот одговор е, може да биде, но не е секогаш, бидејќи некогаш од Бог бараме нешта кои не се корисни за нас. И Бог ни ги дава само за да сватиме дека некогаш не знаеме што треба да бараме. Токму тоа може да се каже и за израелците, и нивната желба да имаат цар. Тие воопшто не требаше да побараат цар, а уште помалку требаше да го изберат Саул за таа позиција. Човекот беше навистина проблематичен. Стих 2. Му одговори Јонатан, не, ти нема да умреш. Ете, татко ми не прави ништо, било големо, било мало, без да им јави на ушите мои. Зошто татко ми ќе го крие тоа од мене? Тоа нема да биде. Со други зборови, Јонатан вели, ако одлучи да прави било што, татко ми ќе ми каже. Ако сака да те убие, ќе ми каже, а јас ќе ти пренесам. Јонатан бараше Давид да има доверба во него. Давид се колнеше и говореше, татко ти добро знае дека јас стекнав благонаклоност во твоите очи. Затоа си вели, нека не знае за тоа Јонатан, за да не се огорчи. Но, ти се колнам во Господ и во твојата душа дека само еден чекор има меѓу мене и смртта. Колку силна изјава е ова. Зборовите, само еден чекор има меѓу мене и смртта, не се вистините само за Давид, туку и за секој од нас денес. Без разлика каде се наоѓате, никогаш не знаете кога може да заврши вашиот живот. Не го велам ова за да бидам морбиден, туку само да ве потсетам дека смртта е реален дел од животот. Смртта значи дека ќе се сретнеме со нашиот Создател и пред него ќе треба да дадеме отчет за нашите животи. Тоа е најважната средба во вашиот живот и се надевам дека ќе бидете подготвени за истата. Најдобриот начин да се подготвите за таа средба е преку вера во смртта и воскресението на Господ Исус Христос. Тој умре на крстот за вас и со тоа ја плати казната која ја заслужувавте за вашите гревови. Секој кој верува во него, добива простување на гревовите и помирување со таткото. Немојте да ја одолговлекувате таа одлука. До следниот пат, Бог нека ве благослови. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.